Драги ученици, добре дојдовте на уште еден Едуино час. Јас сум Елена Јоцик Блажевски и сум оделенски наставник во Основното општинско училиште Ацо Шопов од Скопје. Денес, на часот по македонски јазик, ќе направиме анализа на текст Доцна есен од Ѓорги Абаџиев. Цели кои што треба ученикот да ги постигне се да се оспособи за читање со разбирање, да се оспособи за правилно читање со почитување на правописните правила, да разговара за содржината и да се оспособи за анализа на текст. Најпрво да се потсетиме. Како се викаат луѓето што пишуваат песни? А како се викаат луѓето што раскажуваат? Да запомниме. Се што си прочитал, прочитала. Песни, приказни, бајки, се вика текст. Текстот може да биде напишан во проза, односно раскази, бајки, басни и слично, или поезија, како што се песни и поетски текст. Песните ги пишуваат поети. Расказите, романите и бајките ги пишуваат писателите, односно раскажувачите. Поетите и раскажувачите се автори на своите дела. Делата зад кои стои автор се авторски дела. Кога ќе се спомне есен, на што се ве потсетува? На лист кој може да биде жолт и сув, бидејќи во есен листовите паѓаат од дрвјата, пожолтуваат и се сушат. Есента не потсетува и на плодови. Во есен имаме и многу овошје и зеленчук, како што се јаболки, крушки, грозје, калинки, тикви, ореви, лешници и слично. Есента не потсетува и на зимница, бидејќи во тој период од годината подготвуваме зимници и на тој начин се подготвуваме за предстојната долга зима. Есента не потсетува и на дожд, бидејќи во есен времето е проминливо и најчесто е дождливо. Сега ќе го прочитаме и самиот текст. Доцна есен. Доцна есен. Влакнестите облаци виснеа над небото. Ветерот ги собира сувите лисја во длапките и лудо ги истерува надолу низ ридот. Молчаливи се дрвјата сред купиштата мртви лисја. Во болна тишина тагува гората. И својата тага му ја исповедува на ветрот што ги крцка голите гранки. Тага што иде од малаксаност и старост, од недостигнатиот сон за птичји пој, ведро небо и пролетна зелена руба. Да ги објасниме и непознатите зборови. Исповед значи изјава дадена од некого. Малаксаност значи замор, умор. Птичји пој представува птичја песна, односно песна која што ја пеат птиците. Руба е облака. Да поразговараме и за содржината на текстот. За каква есен раскажува авторот Ѓорги Абаџиев? Како ги опишал есенските облаци? Што прави ветерот во есен? Како тагува гората? На кого се исповедува гората? Сега во тетрадките по македонски јазик можете да го запишете и планот. По првата точка ќе запишете темни облаци, бидејќи оваа точка произлегува од делот на текстот каде се опишани какви се облаците. Во втората точка ќе запишете ветрот кој ги разнесува лисјата. Оваа точка произлегува од делот каде е опишано на кој начин ветрот ги собира и ги разнесува лисјата. Во третата точка ќе запишете молчаливи дрвја. Оваа точка произлегува од делот каде е опишано зошто дрвјата се молчаливи. И четврто, тагата на гората. Оваа точка произлегува од делот каде е опишано на кој начин тагува гората. И во петата точка
ќе запишете исповед на гората. Оваа точка произлегува од делот каде се кажува пошто тагува гората. За домашна работа треба да замислите дека сте писателка или писател. Треба да ја разбудите фантазијата и да го завршите расказот. А потоа, со помош на Венов диаграм, да ги пополните дадените барања. Во овој дел од множеството треба да запишете што е карактеристично за рана есен. А во овој дел од множеството треба да запишете што е карактеристично за доцна есен. Во пресекот на двете множества ќе запишете што е заедничко за есен. Ви благодарам.